Кажи ми, Да, ова слика е интересна, пошто ова е планина што е близу местото, која качив бос, бидејќи света планина, а во Индија светите места влегуваш бос. И морав да ја качам бос, и наистина беше и задоволство колку и да беше тоа тешко да се направи. И самото, не знам, врвот на самата планина е посебно искуство. што е ова што го носиш на тебе, да кажеме? Са може ли да ми ги опишеш доатоците? Значи имаш бела точка некоја овдека, имаш некоја мајлија врзана на раката, имаш ланчиња некој тип на И имам саат. и Да. саат носиш, да. Ајде, првото тоа што ми е на челото, тоа се нарекува вибути, тоа е света прав. И тоа е направено од не прав, тука е пепел. Од неколку работи кои се изгорени и тие се сметаат дека се корисни за еден човек што е на ваков пат. Кога ги ставиш на одредени точки во телото, дека приемчивоста кон како да го наречеме, да не звучи чудно, кон повисоките работи да самиот човек биде по Како отворен. рецептор, Да, приемник. Така некога ќе биде како антена. кондуктор да биде. Добро. Десно она што ми е на самата рака, тоа беше една посебна садена што ја правев 40 дена и таа требаше да биде на мене, што на крај ја изгорев. Тоа беше дел од самиот процес и беше со цел да се изгори дел од самиот идентитет што го имав. После имам две ланчиња и тие две ланчиња се тие се направени од семиња, едно од нив и во моментов го носам. Тие се направени од семиња кои добро делуваат човек да ги носи на себе си, бидејќи прават да човекот во својата енергија се чувствува поудобно. И ако, например, патува и спиеш, оној момент го има кога ќе отидеш во тук кревет, во некој друг град, да не можеш да заспиеш, и тоа го носиме на себе си да едно од тие работи да може да бидат. Добро, и во текот на целото тоа, да кажеме, патување, запознаш доста луѓе и тука си во што си овдека? И дали си присутен овдека? Пошто не можам да те видам на слика очигледно. Десно доле сум. Значи под човекот. Еве си стварно. Човекот позади тебе буквално доживува, значи све што треба да живее у тој момент. Много интересно и од една страна сакам многу луѓе да го видат, од друга страна не сакам да го видат, затоа што сакам да знаат луѓето дека многу работи се возможни, а од друга страна може да е многу изгледа чудно. Ова е една програма наречена Самјава, која е, ајде, како да го наречем, некоја напредна програма во самиот центар. И ова е 8 дена со Садгуру во тотален молк. Кога викам молк значи дека не ни гледаш во другите луѓе, за да немаш никаква интеракција и на минимум да се сведат сензациите што можеш да ги имаш. За да може да се случи нешто што е од повнатре. Значи, Колку е тоа возможно? 8 дена меѓу толпа народи. Да, 3000 луѓе сме вие. И гледаш доле, суштина е единствена причина зашто би станал и би одел некаде да отидеш до веце и тогаш гледаш само пред себе си, колку да можеш да проидеш. да стигнеш до самото веце.